Од загадената вода во Гостивар, преку животниот стандард на граѓаните до блокирани евроинтеграции, лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче со низа критики за работата на премиерот Мицкоски ги отвори последните пратенички прашања пред годишниот одмор. Го пуштате министерот за внатрешни работи да зборува за чистење на водата, хлорирање, хиперхлорирање, човекот нема капацитет, не знае за тоа, не му е тоа сфера на експертиза, внимавајте. Хиперхлорирање на водата носи зголемен ризик од малигни болести. Нема најави за зголемување на стандардот, нема најави за зголемување на платите. Се порасна, сите цени се зголемија, освен платите. Тие стагнираат. Се зголеми парното, се зголемија повторно горивата, повторно нема мерки за помош на одредени категории. Па зарам сега не се потврдуваат нашите тези тоа што ние го зборуваме, дека намерно не сакате во Европа, дека намерно го блокиравте европскиот пат. Кој е премиер крив за овие работи? Јас знам, вие ќе кажете, Венко е крив, СДСМ е крива за се ова, меѓутоа граѓаните знаат дека вие сносите одговорноста за сите овие работи. Мицкоски возврати со обвинувања кон Филипче и СДСМ, наведувајќи податоци за состојбите во периодот кога тие беа на власт. Центар за јавно здравје Прилеп. Извештај од 1 февруари 2019 до 28 февруари 2019 се однесува за градовите Прилеп, Крушево, Македонски Брод. Самиот извештај вели дека има неисправност на водата поради тоа што имаме М се однесува на бактериолошката неисправност и Ф се однесува на физичко-хемиската неисправност на примероците. Еве ги сите тие параметри. Превземено ништо. Се обидувате на граѓаните да им помогнете на тој начин што ќе ги надплатите неколкукратно вакцините преку оваа стабри компанија. Јас очекувам дека обвинителството ќе превземе во своји раце да го истражува овој случај и не се заканувам, нема потреба да се плашите. Јас знам дека Фројд работи кај вас, но нема потреба да се плашите. Јуни 2022 влада на СДСМ, експертот што ви дошепнуваше позади вас, член на таа влада, дуе во таа влада и уште некој, инфлација 14,7%. Осми во овие 12 држави, 14,7%. Јуни 2026 година 3,4%. Трети, 73 месеци влада на СДСМ и ДУИ. Просечно месечно се зголемувала платата за 224 денари. Просечна плата јули 2024 40.961 денар, просечна плата мај 2026 година 49.544 денари. 23 месеци влада предводена од ВМРО ДПМН или просечно месечно растела по 373 денари. Прашањето на Филипче беше единственото пратеничко прашање во првиот дел од седницата. Пратениците од албанската